Освен за работите за кои веќе се знае во јавноста дека се прифатени, ЗАЕФ и СДСМ постигнале договор за широка употреба на законот за јазици со кој практично ќе се официјализира албанскиот јазик, пишува Курир. Според порталот, образложението му било дека албанците не се чувствувале за конститутивен народ и со ова законско решение тие ќе се изедначат со македонците. Како што се наведува, поради непријатната атмосфера која е настанала, ЗАЕФ наспроти тврдењето на Бујар Османи дека законот за јазици е готов и целосно согласен. Тој на Централниот одбор соопштил дека во овој момент номотехнички не е напишан законот. Исто така, ЗАЕФ посочил дека ќе се отвори прашање за промена на знамето, грбот и химната, кој ќе се решава во втора фаза. Се разговарало во химната освен Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански, да се додадат неколку имиња на албански екстремисти и членови на балистичкото движење како Наим Фрашери, Мефаил Зајази или Джемо Хасо, пишува Курир. ЗАЕФ прифатил да се осуди геноцидот на употреба на вооружени сили против цивилно албанско население. Оправдувањето пред членовите на Централниот одбор му било дека тоа обвинување ќе се насочи кон србите и тогашната српска власт и тие ќе се осудат за геноциден народ. Според порталот се преговарало и за одложување на локалните избори, бидејќи моментното расположение кај населението не било поволно за СДСМ. ЗАЕФ најавил и избор на свој јавен обвинител кој ќе работел согласно политиките на владата на СДСМ, дознава Курир. Како што стои натаму во текстот, познато е дека самиот Бујар Османи претходно најави дека се договорени и двојазични пари, како и казна до 5000 евра за тој од администрацијата, кој нема да ја почитува двојазичноста. Ваквите одлуки биле примени со негодување и противење од страна на неколку членови на Централниот одбор на СДСМ, бидејќи тие јавно предупредиле на штетноста по унитарниот карактер на државата, со кое се загрозува понатамошното обстојување и екзистирање на самата држава и дека тоа немало шанси да биде прифатено од народот, пишува во текстот кој го објави порталот Курир.